Почитувани фолк пријатели, во секоја наша емисија сакаме да поканиме да ни биде гостин некој од познатите фолк интерпретатори на македонската фолк сцена. Во оваа емисија имам навистина особена чест и задоволство да му посакам добре дојде по трет пат ми се чини во Мега Фолк на Владко Миладиновски. Да, по трет пат добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Така, Владко, можем да речем дека со секое твое гостување во Мега Фолк навистина имаме убав повод. Секогаш нешто промовираме, секогаш нешто има што да покажеме, а ти тоа навистина знаеш убаво да го стокмиш, да го направиш, да го испеш. Кажи ми, она што е актуелно изминатиот период е тоа што посвети време на снимање на спотови за твоите песни. Неодамна излегоа нови два спота, можем да речем прекрасни, за уште попрекрасни две песни, кои што се на некој начин, иако можеби неколку година две се можеби во етерот, меѓутоа се она што викаме ние обнародени и веќе на секоја веселба или на секој собир на било што има за прослава, нели, се бараат тие две песни за кои што сними спот. Еве ти ќе ни кажеш кои се тие песни и како помина снимањето околу тие два спота. Па, прво забелешката ти е на место дека секое гостување во вашата емисија е со повод. На моје огромно задоволство да не правиме празни мовети, да си правиме мовет за нешто што сме сработиле. До сега секогаш беше така и сега и во случајов е така, значи се за тебе Совке, една година веќе толку направи песната. Мислам дека не е многу време, не сме многу закаснети, доби спот, убав спот и жени ме мамо, која што година и пол, две, мислам дека од кога излезе аудио снимката. Два спотови ги направивме на неколку локации низ Охрид. Излегоа баш онака како што очекувавме, веќе тие се меѓу народот, меѓутоа уште еден чекор да направиме за да се приближат уште малку повеќе до народот и со надеж дека ќе останат подолго време низ луѓето. Така, една песна од овие две за кои што сними спот веќе се наоѓа на нашата Мега Фолк топ листа. Можем да ти кажам дека од предлог веднаш беше на првата позиција. И еве ќе се изненадиш, можеби, или јас мислам дека е тоа нормално, бидејќи оние гласови кои што ни пристигнуваат на нашата Мега Фолк топ листа, навистина се во огромен број за песната Се за тебе Совке, така што ајде да не откривам сега, меѓутоа ќе видат подолу во емисијата нашите гледачи на кое место е повторно таа песна и мислам дека долго време ќе биде на нашата топ листа, а ние ексклузивно, значи во нашата емисија, после овој разговор, ќе го проследиме и ќе имаат можност нашите гледачи да го видат и вториот спот, оној што ни го каже и ти, тоа е за песната Жени ме мамо. Владко, на спотот те гледаме повторно со Златко Миладиновски, твојот брат, продолжува таа, можем да речам, не само братска, туку и професионална соработка. Се уште, нели, ете, можеби не 100%, меѓутоа 99% од музиката и аранжманот се на Златко. Па, јас секогаш кога велам јас мислам на ние, кога мислам на ние, мислам на јас и брат ми. 99% имаме две песни на Љупчо Трајковски Физ. Не дека ние сме се затвориле во тој круг, меѓутоа ние функционираме. Се што е добро дојдено, квалитетно, кон нас е добро дојдено, секако дека ќе го прифатиме, да не прозвучи ова дека ние се оградуваме од сите други автори, напротив, сме отворени, меѓутоа со овај ритам на број на песни, како што го држиме по една, по две песни во годината, налага да бидат негови и музиката, аранжманот, додека со текстовите соработуваме со неколку, да сум ги спомнал повеќе пати, неколку автори, нови, стари, така да нормално е тоа што со Златко е на спотот, тие се негови композиции, па и да не се негови композиции, да се случи, сепак сме ние еден тим во секој случај. За великденските празници бевте надвор од државата. Мислам дека е забележително
често вашето отсутство од нашата земја, односно барањето на нашите иселеници во диаспората да ве видат и да ве слушнат, да гостувате. Како ете кога поминувате со нив? Знам дека доста сте барани и надвор од Македонија. Па оваа година така и ни тргна, февруари месец бев во Канада, потоа бевме во Швајцарија, Германија, па повторно во Швајцарија. Имаме и за Италија најавено гостување, во Турција имаме. И веќе сега да не најавувам некој што не се договорени, меѓутоа има доста преговори. Често одиме на наше задоволство меѓу нашите во цел свет. Ние си поминуваме многу убаво. Реакциите треба да имате можност да ги прашате нив или да присуствувате можеби на некое гостување, здравје Боже. Па да видите што се случува таму. Меѓутоа реакцијата, јас можам да кажам дека е прекрасна. За жал, можам да констатирам и дека и повеќе се слуша македонската народна музика таму и повеќе ја барат во споредба со овде. Владко, вие како луѓе кои што творите, луѓе кои што ја пренесувате македонската песна, сигурно дека може да се каже дека ако ве прашам за вашите идни планови, секако дека плановите се тие снимање на нови песни, настапи на фестивали, на ваков тип на настапи како што се ете во диаспората и се она што вие ќе сметате дека е добро и корисно за македонската фолк песна и за вас како пеачи. Ќе ти посакам многу успех. Знам дека твојата кариера ја градиш навистина со љубов кон македонската песна и кон сите оние почитувачи на македонската песна. Знам дека и така ќе продолжиш. Ќе ти посакам уште многу песни, уште многу спотови и уште многу емисии да направиме со тебе. Јас секогаш со радост, со ќеф идам кога ќе ме поканиш и ќе идам и се надеваме некоја мала најава нека биде. Се надевам дека следниот пат ќе биде промоцијата на новото CD. Фалат уште неколку песни, не многу, за да го комплетираме, меѓутоа ќе би сакала да погодам идеалниот тајминг, идеалното време за промоција на истиот. Одлично, ќе видиме значи во очекување, а сега како што најавив и во текот на нашиот разговор, почитувани фолк пријатели, ве поканувам да останете со нашата програма и ексклузивно да го проследите спотот за песната Жени ме мамо и Владко Миладиновски. Уживајте.